време да ве повикаме да го пријавите вашето учество на 44-тото традиционално искачување на Титов врв. На Цецова ќе биде реминисценција од минатата година, кога всушност овој еден од најстарите клубови планински во Македонија имаше славје, роденденско од 1 век постоење. Сега ние вака удобно ќе се позиционираме сите заеднички, вие од таа страна, да уживаме во ова свето тројство и да уживате во разговорот и да ве повикаме да се вклучите овој викенд со љуботен на Титов врв. Токму така, 44-то, не, ова не е едно друштво, само што не караат дека треба да појдеме во нивното студио на планина, а не тука во ова скопско студио. Добро, Титов врв не позатерен. Јавно многу пати, ама не сме исполнили и заради тоа сме закарања. Да, сме биле во минатото на овој врв, ама ова нека биде сериозно потик за сите вас. Пријавувањата се во тек, затоа и ќе кажеме, прости. Така е, да. 30 и 31 мај, оние кои што немаат никакви поинакви планови за продолжениот викенд, можат да направат планови кои што ќе ги однесат на планина и ќе се припуштат на уживањето на природата, особено на она што ќе се случува таму, а тоа е секако 44-тото традиционално искачување на Титов врв во организација на планинарскиот клуб Љуботен. Неговиот председател Јован Божиновски Домене, Александра Новеска и Владимир Златковски, што би рекол Марко, светото тројство утринава во студиото со цел да зборуваме и за планинскиот туризам, да зборуваме за што тоа туристите или странците сакаат, колку ни е преубава Македонија, Шара и многу други предели од нашата држава, колку навистина имаме потенцијал, а можеби недоволно го користиме. Да. Добро утро, вака официјално да кажеме пред гледачите. Споменавме времето, вие рековте нема многу да зборуваме за да не го урочиме, но што значи добро време за ваква планинарска тура, која што, да речам, бара подготвеност, бара физичка спремност, добра енергија и така натака. Секогаш би рекла, еден клучен фактор е и времето. Да не е многу ладно, да не е многу топло. Во корелација со тоа што го кажа пред малку Елена, вашите прогнози се дека ќе биде мирно и безбедно. Веќе дом или дом? Не, сега слободно. Ај вака општо, што значи добро време за реализирање на една планинарска тура која што е од овој калибар? Добро време значи топ. Идеални услови, што на планина ама да не е многу топло. Не секогаш може да се случат, но секако дека добро време може да се случи и кога е облачно, и кога е со некоја нијанса на ветер. Значи, ајде да зборам, се она што не е грмотевица, што не е пороен дожд, електрични празнења, така, што не се некои силни ветришта, е добро време за на планина. Значи за на планина секој време може да се искачува и кога е снег, и кога е мал ветер, и кога има и некој дожд, нели како беше тоа, заврн дожд не освежи, нели? Да, понекогаш и добро дојде. На планина. Така да лошо време е ова, а се останато е добро време. Така да тоа е така. А викендов очекуваме прилично убаво време, сончево, така да можда покасно во попладневните часови, но веќе по програмата ние веќе треба да сме ниско и пред, да кажам, попова шапка. Оние кои што биле дел од овие традиционални искачувања знаат дека тоа е ехо на едно уживање на, јас би рекол, разговор за патиките што спојуваат и генерации, изгресонцата што остануваат за секогаш во сеќавање и за Македонија гледано од најбавите височини. Мислам дека преку љуботен Титов врв, тоа е таа некоја симбиоза и катарза која што се случува кај секој еден кој што во минатото некој пат барем бил дел од овие 40 досега и 3 изданија. Оно што кажавме со Цеце дека е куриозитет, така што ќе заблагодарим, ова беше одлична нотификација по последен миг да се сетиме и ние дека нели се случува сега искачувањето, е дека пријавањето се уште во тек. Во моментот отворени се линиите за да бидеме дел од оваа експедиција. Вистина ова е семено уживање. До сега имате прилично голема бројка на пријавеност. Сега добро, ние сме навикнати на нели тие последни повици кога делодат ќе се вклучат. Меѓутоа, ајде на мала подготовка, како може да ги потикнеме гледачите, каде се лоцираат, што да посетат, да се ги пишат своите генерали и да бидат дел од оваа експедиција. Па да ги посетат нашите профили на социјалните медиуми. Таму ги има сите потребни информации, значи треба добро се да прочитат, да не скокнат ништо, да се информираат, затоа што е сепак сериозна тура, како и да во планина сме. Таму има формулар кој што електронски треба да го пополнат и секако тука сме отворени за било какви прашања.
Ако кажеме по карактер, вие нели знаеме втор највисок врв, меѓутоа ако кажеме по карактер, нели секој кој што можеби сака рекреативно или првпат ќе го искачува можеби тито врв, како ја дефинираме како средно тешка можеби рута? Да, средно тешка. Средно тешка. Средно тешка, значи во категоризација средно тешка тура е ако човек е со средна подготовка, фитнес подготовка, може да ја качи, има одреден период, така да ние имаме досега искуство 4 до 4,5 часа дека треба се стигне до врвот. Колона да се движи во едно нормално темпо, не е тоа некое силење или не знам некое движење трчање. Надпревар не се случува, да, така е. Нема тоа, така да колоната е. Ние имаме така наречен полуотворен систем на колона, не она трнуваат, па сега се движат, него ние имаме веќе напред 2-3 пункта кои што се на терен, кои што веќе саат време пред почетокот официјалниот старт се на терен. Тие се веќе поставени, така да ние имаме информација што се случува горе и официјално во 6 потргнуваме и колоната се движи. Така да тоа е начинот. А инаку е окей за некој среден фитнес левел кој што човек го има. Јасно. Не знам како беше минатата седмица, бидејќи живеам на 9 спрат, па се уште гледам дека шара има снежни моменти. Дали безбедно е се или ќе ни треба на моменти можеби мала зимска опрема за некои делови? Што препорачувате? Чевли. Добри Така? чевли. Значи добри чевли. Она што треба да го има нели за облекување нели они дали леерски или било како се облекуваат луѓе, нека си имаат нели од навлечна јакна, од нели блузони, маички за пресобликување и долни панталони или хеланки, зависи кој како што носи. Но чевли да имаат зимски чевли е потребно. Имаат убава чевла со патики не препорачуваме, не, значи тоа е не патики. Патики не, да. Тито врв е веќе дуктерен. Тоа не. Има и спортски патики, нели, ама не. Во принцип е многу важно да се имаат добри чевли. Значи, без разлика, како што спомнавме за времето, секако времето знае да биде променливо, може да изненади, сепак е планина, така да треба да бидеме спремни на се. Да, меѓутоа има снежни делови, така ли? Да. Многу е важно да има барем еден нели основна гардероба за во планина. Како што се, не знам, соодветна јакна, може да има ветер, кабаница, евентуално може да има дожд, така да барем некои основни елементи од планинарска опрема. Вакво време нешто нема да не очекува прилика? Па не би требало. Не би требало. Не очекуваме вакво. Не демотивираме, само инспирираме, да знаете. Владимир, како човек кој што е искусен со планините, може ли да ја опишам или како вие би сакала да слушам од сите од вас, како го доживувате овој врв, Тито врв? Која е убавината, затоа што привлекува, споменавме и бројни туристи секоја година, ќе зборуваме и за тој момент, но што за вас лично е, да речам, најубавиот момент во целата оваа тура? Секако, искачувањето на врвот е, нели, шлагот од тортата. Да. Така да, секој искачување е своја приказна во принцип. Значи, никогаш не можеш да го доживиш како претходниот пат со секој одење е различна приказна. Но од аспект на убавините кои што ги поминуваш и погледите кои што понекогаш не оставаат никого рамнодушен, кој е можеби онака некој предел од патеката што би го извел како нешто со посебно убавина или не знам, место каде што сте имале интересни доживувања? Значи, за мене лично искачувањето на Тито врв најубав момент е одењето покрај реката. Таа е една река која се создава од топењето на снегот. За мене искрено тој е најубавиот момент и моментот кога ние го викаме тој дел седло, каде што, како што спомена Јован, имаме наш нели пункт на луѓе таму, и кога ја гледаш кулата, тоа се реално тука натака е можеби најтешкиот дел, бидејќи има отприлика околу 1 час до врвот и желбата да го искачиш тој нели дел е многу голема, така да баш тоа е најмотивирачкиот дел. И таму има навистина еден прекрасен поглед, без разлика што е нели како во седло, се гледа лешница и мислам дека е тој лично за мене најубава секвенца од целиот овој. Да. И ви, Александра и Јован, може да ни споделат, иако верувам дека имате бројни искачувања на Тито врв. Ама што е тоа што Шаркладина секој пат ве предизвикува да се вратите на низината географија? Секогаш чувствувам дека ни е дома. Секогаш. Затоа што секогаш
Затоа и планината е толку голема и така изгледа како да е некоја граница. Кога некогаш ни е тешко и сме као леле, ова е тешко и не може нешто да се преброди, кога ќе ја видиш како се окей. Се си доаѓа на свое место, така да мислам дека тоа е тоа што не враќа на планина, што не потсеќа на некоја сигурност, и на слобода истовремено, и на некако дома и на безбедно. Кој дел од рутата и тебе ти е вака посебно врежан? Кулата. Прв пат година. Крајот. Не, вака јас имам малку еден друг пристап кон планината. Јас не одам на ниеден врв не повикана. Додека Шара не ме покани, јас не одам на гости, не се оди не покане. Така да годинава за прв пат добив покана од Тито врв, прв пат ќе се качам годинава. Така да, имам добро, така значи некој свој. ќе уживаш во сите овие Да, работи да. кои што ги споменавме. Јован, тебе по кој пат ќе ти биде? Јас спомнав кулата затоа што дизајните што ги прави Да. некој е Ето Сандра. кулата. И Годинава. она окей годинава и она кулата кога цело време се меркаме што кулата, она дизајните и цртањето на кулата, тоа е. А всушност не ја доживеала во живо. А замисли која ќе ја доживи, а замисли која ќе ја од доживи. следната година па натаму какви ќе бидат дизајните. Да. Да. Не знам колку пати сум бил на Титоврв. Член сум на клубот од 95-та, од 95-та одам од дете на планина, ама оној дел кој ќе се помине снежниот јазик. Значи, за разлика од Владимир, не Белич го викаме, за разлика од Белич која што ги кажа моментите, да, и мене ми е освен тие два моменти, оној момент кога се заобиколува, веќе се поминува снегот и се оди на кај седлото, прво излегува Малтурчин, се гледа и после полека доаѓаш како што вртиш, излага Титор в кулата. Значи, колку пати сум го видел тоа не знам, но секогаш секогаш е фасцинантно. здивот ми се допира кога ќе видам тоа, така да тоа не знам. Еве. Тоа ми е најтоп. Минатата година, нели, баш со вас дувнавме 100 свеки и вистина цел век. Љуботан постои цел еден век. Што значи еден клуб денеска и што мислите што има во себе да преживее, дури би рекол, и војни, и системи, и генерации, така натаму, што има Љуботен во себе? Љубов кон планина, еве јас одговорам. Фала. Кон Шар планина и тоа, Да. затоа што тука сме вржени, Љуботен има Еден век, тоа е Да, тоа е ние сме сведоци на случувањево, да. ама некако кога ќе се вратиме наназад на се што се случило, гледаш дека континуитет, почитување меѓусебно и почитување на традицијата и вредност. Секоја генерација ја почитува претходната генерација. Тоа е дефинитивно линијата која што го врзува. Нели, ние сме сега, утре ќе бидат други пред нас, биле некои други, почитувањето на секоја традиција, на секој генерација претходно, мислам дека тоа е она што го држи овој континуитет. Нели, ајде, меѓу најголемите и најпроблематични била Втората светска војна која што се случила, но сепак имаме и кажување од старите членови дека тогаш, нели, за тоа време таква состојба заради, нели, као и партизани, кога ќе ги, нели, дошле италијанска, нели, окупација, ние сме планинари, одиме на планина, ние сме Љуботен. Тоа си имало некоја врска која што траела. Мислам, за нас е непоимливо, баш дека во Втора светска војна се случувало, нели, немирна некоја географија каде што и практично планинари се уште ние ја имале мисијата на искачување. Кога имаше 100-годишницата која беше, и сами од себе бевме, мислам дека Фасцинирани. да, Да. сериозно, имавме чест да бидеме сведоци на нешто такво. Да, и се уште сте, бидејќи тоа го правите во континуитет, бидејќи тоа спомена Јован е вистинската патека по која што треба да се движиме. И ова е само еден од големите настани кои што се организираат низ нели текот на годината, една од поголемите тури и никогаш не ги заборавате децата. Тоа е многу важно, бидејќи често велиме дека тие здрави навики се родителите треба да им ги пренесат на своите деца, а најдобро тоа ќе го направат ако и те фамилиарно
присуствуваат или се дел од некаква планинарска тура. Колку, иако споменавме дека ова е можеби средно тешка, верувам дека децата нели нема да одат до крај, но какви се плановите или ангажманите за нив овој викенд, со оглед на тоа што имате и детски качења? Како децата да бидат вклучени во целиот овој проект? Или под прашање и ЦЦ интересира исто така. Ова е одлична прилика, да, како што Цеце спомена, доколку на пример и родителите немаат навика да идат у планина, ова има прилика да ете децата ги донесат, да ние ми ја покажеме љубовта кон планината преку разни активности. Пред се кратка, нели, прошетка на ски центарот, сепак се пријавија доста мали деца кои што не можеме нешто поголема, не знам каква тура да изведеме. Иако јас мислам дека децата можат многу. Да, ќе ги процениме. Само им треба една добра мотивација и добро друштво. Така е. Ќе ги процениме на лице место колку можат и сакаат, нели, ќе видиме за тоа. Сепак во склоп на таа детска тура има и нели други активности, како да им ги покажеме нели цветовите кои што да, зашто се интересираат најмногу? Еве, можеби затоа што има бројни приказни, дали за чевите, за билките, за рисот, за дивите животни. Фасцинатно е колку за се интересираат, исто така е фасцинатно колку и кога ги прашуваме знаат. Значи, јас мислев дека не се толку искрено упатени, меѓутоа доста знаат дека рисот ни е нели на 5 денарката и така натаму, како знаат кој е највисок врв на Шрапланина. И доста се љубовитни и секогаш се така желни да слушаат со полн фокус, очи отворени, како уште знаење. Така да убаво ќе биде сигурно, ќе имаат нели креативна мини работилница, после тоа си ги соберат импресиите се што виделе, ќе се запознаат многу другарчиња. Така да верувам дека ќе биде одлична спојка да се спојат со планината и повторно сакаат да дојдат. Дали оние кои што доаѓаат со деца имаат можност да останат и 2 дена, дали тоа го нуди да речам преспивањето го нуди домот или каква е организацијата ете во тој поглед за луѓето да знаат како да си се организираат оние кои што можеби планираат да се пријават? Да, вака за целото искачување. Бидејќи детското кача, кој добро разбрав и по фотографиите, е во сабота. Е во сабота, да. Пред на самото искачување на Тито врв. Значи може да се сместат во било кој од капацитетите на Попова шапка. Дали самостојно ќе го направат тоа или ќе не контактираат нас, стоиме на располагање. Секако може да дојдат нели од Сабајле си го фатат денот со детското каче, да останат до следниот ден да го уживаат. Нели времето ќе биде во. Да, викавме за времето, веќе повторно нема да збориме за да не го урочиме. Во многу наврати кажавме дека планинскиот туризам навистина низ годиниве привлекува бројни туристи и веројатно сте сведоци, Јован, дека доаѓаат странци кои што ја уживаат оваа тура, така? Да. Што е она што за нив е интересно, фасцинантно, затоа што сите ние можеме да кажеме дека од странци во наше обкружување сите се фасцинирани од Македонија, од природата, од планините, од убавините кои што ги имаме, но конкретно еве во овој предел. Конкретно за ова искачување, да кажем странци некои кои што наменски доаѓаат за ова, немаме многу освен Балканов. Добро, и тие се странци. И тие се странци, но разликата е кај Балканциве е што ова е традиција која што почнала за време Југославија и тоа некако трае и тоа у тоа време 80-те години тоа било не знам доживување, искачувањето на Титор биле по 1000, по 1300-400 луѓе биле. Така да тоа е доживување и кај нив како традиција се знае дека последниот викенд од мај се доаѓа. И тоа е за нив, значи дружењето, она што некако нема предрасуди, нема политика, нема националност, нема ништо нема. Има планина, има љубов, има смеење, има песна. И најголем карактерот на луѓето кои што се баш на планина, кај нив слободата е секој пат изборот. Нема не се идентификуваат со ништо што можеби некогаш човештвото го наметнува или го наметнуваме ние како рамка. Во ова треба да веруваме. А инаку странците кои ги дојдете, може и Владимир да каже баш конкретно и за домот, но јас знам дека процентот оди нагору. Значи секоја година од година ние имаме експоненцијален раст на се шири, значи добрата реклама. И од истокот и од западот на Европа имаме доста голем број на гости и две работи. 30 уствари, јас што ги заклучувам, тоа е она слобода која што имаат на планината, нема гужви кај нас на планина, имаат слобода, имаат она нели отворен простор за движење
услуга која што добиваат, значи нашето гостопримство кое што е традиционално го имаме низ вековите, тоа исто го ценат и храната ја ценат. Значи тоа е тие три работи се она што странците тука го уживаат и го гледаат на Еве планина. Владимир да ни сподели со странците искуство. Да. Како тие реагираат и за состојбата на домот можеме да позборуваме во какви издание во овој момент. Секако од многу странци гости што не посетиле, сум чул најразлични приказни. Едната е дека кај нас на Шарпланина и на 2000 метри имате прекрасен поглед на сите страни. Додека за да отидете на Алпите, за да го добиете истиот поглед, треба да одите на 4000 метри. Така е. Додека при тоа и многу гужва, она што гужви, да, тоа што кажа Јован, да ние сме се уште малку пасивни во поглед на планинарството и нашите планини, иако имаме навистина огромен потенцијал, кај нас за жал се уште не е тоа искористен. Многу странци, особено пољаци, чеси, германци во последно време го ценат тоа и ги има навистина во многу голем број. Ние како планинарски клуб стопанисуваме и во наша сопственост го имаме најстариот планинарски дом во Македонија. Тој изграден 1931 година и се наоѓа под самиот врв Љуботен на 1620 метри надморска височина. Домот беше навистина во една очајна состојба и во 2016 започнавме со него целосна реконструкција. Веќе од 2022, нели 6 години подоцна, домот го ставивме во функција и навистина сега може да се пофалиме дека имаме еден прекрасен дом, можеби најубав планинарски дом во целиот југословенски простор, барем така ни е споделено од гостите. Имаме 40 легла, капацитет на домот е 40 легла, од кои 5 се во бунгалови, тоа се по двојки, додека во самиот дом се групни, нели, соби, комплетно опремени со чашафи, со, значи, целата потребна, нели, опрема за преспивување. Веќе од пред 2 години имаме и парно грејење во самиот дом, така да веќе почнуваме да функционираме сериозно и во зима. Бидејќи навистина на луѓето им недостасува таков тип на, нели, преноќиште во планина, многу е убаво, барем споделено од сите гости што не посетиле, многу е убаво кога имате во зима, да речам особено, негде место кај што може да, нели, секакви временски услови може да се преноќите и да се стабилизирате во таква состојба. Така да, навистина домот е нешто што нас не ни дава некоја си, не знам, сигурност дека може да продолжиме со истото темпо натаму. Да, имаше, не знам дали прочитавте информацијата пред нема ни можеби 10 дена дека прогласија Монт Еверест дека го искачиле најмногу планинари успешно, живи и здрави, нели? Тоа сакам да прашам, дали некој пат имале рекордна бројка на посетеност? Еве, ние кажавме сега дека имате веќе, нели, доста пријавени. Па и годинава се очекува и повеќе, така лани дека. Затоа што ние така не беше да го вестено дека годинава вистина ќе биде една рекордна посетеност, успешна планинска мисија за искачувањето. 2018 година имавме 1350 луѓе на врв. 1350 луѓе на врв. Кој знае како добар калабалак. А некаде околу 100 не беа качени, кои што исто така биле дел од турата. Дел од турата. Така да тоа беше, ние бевме веќе на врв горе и кога ни кажа, затоа што ние под самиот врв делиме на лепници, оние што сега за, нели, традиционално, и по тоа знаеме бројката на луѓе. Кога си имав 1200 налепници, не очекувавме повеќе и само кажа дека нема налепници, сите се дадоа. И ние рековме добро, бројте, као чисто да имам информација колку луѓе прошле, уже 150 на така избројале, кои што прошле, така да тоа беше навистина голема бројка, огромен настан. Иако тоа немаше толку на шапка за пронаѓање, но некако сабајлето дојдоа луѓе се собра. И тоа беше 2018 година, така да тука негде сме биле, после короната малку падна
бројката, се движиме негде. Не, па и временските услови беа, го прекинавме, пред 3 години го прекинавме. Се качивме до пола и ради временски услови, го стопиравме, нели, пред се заради безбедност на гостите. Тоа е најважно. Така да, Оваа година кои се очекувањата, досега колку пријавени? Па 300 Дали се пријавени, но на 500 очекуваме дека ќе има околу. Нешто слично како може би минатата година. Минатата година беше толку 550. Ви се допаѓа тоа што многу мина од туристите велат дека ја нема таа масовност на планината, па се чувствуваат слободи, тоа што го кажавте зад камера, или можеби сакате некој пат ете, нека биде тоа следно прашање апропо нели планинскиот туризам и промоција на Македонија, дали ги користи можеби доволно своите туристички капацитети, планински ќе кажам, како туристички бренд, бидејќи не знам колку мина знаат, меѓутоа ние сме на пиедестал како Швајцарија и Непал, мислам зборам нели за како планинска земја. За да направиме услови, значи ние имаме природа, но немаме услови. Условите се планинарски домови уште. Да, имаме потенцијал, ама не искористен. Значи нас ни требаат обучени луѓе, ни треба луѓе кои што ни требаат патеки. Мислам, уредени патеки. Ние имаме патеки, 200 години имаме планинава патеки, немаме уредени патеки и немаме безбедност. Значи, тој момент на спасителна служба која што нели ќе во некој случај ќе биде постојано 24 така да, тоа не е еден гап кој што го нема, за жал, но и покрај тоа процентот на луѓе значи се зголемува на странци. Но Јован, има ли напори да се променат овие работи, и вие како структура на клубот? Претпоставувам дека сте имале залагања бројни, но има ли некој позитивен слух? Белич кажа од 2016 до 2022 6 години го реновиравме домот. У 31 година го изградиле за 3 месеци. Па сега што да збориме поќе? 6 години да реновираш еден дом, ние со желба, со ентузијазам, со она некој да не рече чекајте луѓе се мучат, прават нешто што ќе остане на сите нас. Тоа не иде никаде, тоа било на домоти. Сега кога ќе има некоја стратегија која што за туризам конкретна, ние не можеме да правиме туризам, не знам каков, овде планини веќе имаме. Се од тој планински туризам кој ќе се направи. Да, но се повеќе низ годиниве се провлекува тој планински туризам кој што привлекува бројни туристи и некако соседните држави ќе се направат добра приказна и таа ја продаваат. Ние пак се навраќаме на тоа дека потенцијалот го имаме, но за жал не е доволно искористен. Ние имаме формата на терапијата најубава. Мислам дека повикот треба да биде кон дивината, е така да се изразам. Да. Ние се толку го централизираме Скопје или поголеми помали градчиња каде што мислиме дека најважна е тука инфраструктурата, да, за да има некаков нели флуид да се движи таа артерија како што треба. Меѓутоа имам простор дека каскаме тука, затоа што го велите вие. Кога се градат домови, се повикуваат нови да речам обучувачи, односно туристички водичи или не знам кои што ќе бидат вклучени во промоција на планинскиот туризам. Од тоа е повик и за бројни туристи. На тој начин мислам дека е неискористен капацитет. А имаме златен стандард генерално нели кога станува збор за планинска инфраструктура. Ние во принцип сме го имале сето тоа. Значи 50-тите, да, како да попат го загубуваме, да. Не, значи тоа не е нешто ново. Едноставно ние сме ги имале сите тие да речем планинарски сместувачки капацитети, прифатни куќи. Значи ако се тргне од Љуботен низ целата Шарпланина, ние сме имале такви објекти. Меѓутоа тие со времето се струшени, неодржувани, значи комплетно е избришана целата таа, да речем, тие сместувачки капацитети. Ние ништо не треба да измислиме како топла вода, туку само да го обновиме тоа што некогаш сме го имали. Затоа што едното со другото си повлекува. Градење на нови домови повлекуваат нови планинари, нови туристи, така како точно тоа се, значи тие трансферзали што ги зборуваме постојано. Значи тие зависат од некаде да се сместиш вода, да наполниш, нели да се стоплиш на крај или не дај Боже лошо време па да се нели засолниш. Сето тоа постои. И сето тоа било така добро организирано во нели времето, ако Јован може повеќе да раскаже за тоа, меѓутоа ние сме го уништиле тоа. Сега ништо не треба ново, туку само истото да го препишам. Ништо повеќе. Чини многу да се изгради нов дом вака,
За нас како здружение чини, ама за држава со стратегија која што треба Мислам дека ќе биде тоа не е ништо. Сериозно. Сериозно, со оглед на тоа што нели и сме држава, имаме општини кои што фала Богу функционираат, богати се, нели се негде ни манјка, ние имаме и проблеми во здравство и не знам каде, но нели секаде ако се подели равноправно, ние сме најситниот дел каде што треба се истори нешто за да се жнее. Дури сега не мора да биде тоа, не знам, со кузне каква арматура и конструкција. Обични контейнери кои што ги викаат да се постават, да се опремат. Многу и тоа ќе биде, нели што се вика. Многу едноставно. Бидејќи ја познавам историјата доста, сум читал и сум работел и ја спремам монографијата на клубот веќе долги години. Имаме, како сека, уште од тогаш се зборува, нели, кога почнале материјалната база, основата на планинарството се планинарските домови. Темелот, да. Тоа е. Неш како ќе речат луѓе, неш како атлетичар им треба, нели, трака за трчање, на луѓе кои што фудбал играат им во фудбалско на кошаркање. Ама не планинарите имаат планината, не. Да, ја имаат планината. Тоа е да, планината е отворена за користење и овците имаат планината, не им треба бачило. Така и ние ни треба тие планинарски домови. Кога ќе се научиш да функционираш со планинарски дом, кога сите од нас сме ставиле еден камен у планинарскиот дом, кога идевме ние да го реновираме домот, кога се потегнуваа 50 луѓе од Старо село, членови, 3-40 луѓе сме иделе од Старо село, да идеме за викенд горе, за да изработиме, мајсторите работат и ние да изработиме. Сега, после толку години, како секој од нас го цени домот и како доаѓа да помогне у домот. Тоа е богатството. Сега домот, кога се одржува и како што треба правилно да се одржува, во одредено време ќе почне да има одреден бенефит од домот. Тој бенефит од домот, клубот може да го насочи кон развој на млади, кон водење на планинарски тури, кон развој на други планинарски патеки и така се шири. Еден планинарски клуб, кај се другите планинарски клубови во Македонија, ако функционираат така. Би функционирале така како што треба. Владимир, во кој период од годината е најпосетен планинарскиот дом? Планинарскиот дом најпосетен е во периодот, нели, кога е најтопло долу во, речем, во Скопје или во Тетово. Летен период, значи? Да, таму имаме и есенскиот период е исто така доста посетен. Интересно, во последно време има многу организирани туристи што доаѓаат за оние, како же, High Scardus Trail, кои почетна точка име нашиот дом. Таму имаме навистина добри коментари во однос на нашите сместувачки капацитети и навистина во последно време доаѓаат доста туристи. Меѓутоа исто така имаме и, нели, домашни веќе активно се насочуваат кон планина, бегаат од, нели, топлиот дел на нашава земја. На асфалтот, да. На асфалтот, да, и бегаат, доаѓаат кај нас. Меѓутоа, најпосетен период е негде од август до октомври, тој период. Кога сите, знаете, ќе се вратат од годишни одмори, нели, доаѓаат, бегаат према планина. Знаете како секој пат велам дека планинарењето бара трпение. Дали имате чувство дека денеска модерниот човек, модерниот Homo sapiens ја губи таа карактеристика? Нели, од тоа што го обсервираме постојано, чувството на толерантност како да го загубуваме? На планина, мислам дека луѓе што се движат на планина уште имаат некое трпение, иако се случува ке нас да има некои нетрпеливи луѓе, ама луѓето што се на планина имаат трпение. Имаат трпение, затоа што очигледно се движат, знаат дека тоа не зависи ни од организатор, не зависи од некој, зависи од планината. И секогаш треба со една почит, кога ќе почнеме да се движиме на планина, да имаме една одредена почит кон планината, кон сето она што не окружува. Да, тоа е градење на своја лична почит и себе почит. Затоа што ние сме многу мали за разлика од тоа што е планината. Така да тоа чувство човек може да го доживее и кога е во група, нели, и таа група кога ги гледаме на фотографии, кога ќе бидеш планината, ти гледаш 1000 луѓе има во колоната. Да, и неверојатно е.
огромна. Огромна е. И неверојатна е психолошка трансформација. Мислам дека сите ние некако го евидентираме тоа по некоја наша лична експресија. Има прилика да гледам некои документарци изминатиот период за луѓе кои што нели веќе во некоја во второто полувреме од својот живот, кога нели се случува некакво свое сопствено будење многу подлабоко, експресијата се менува на ликот, на човекот, значи психолошко, емотивно станува и е веројатно во допир со сепството. Така што верувам дека тоа сите некако сме го заклучиле доколку сме конзистентни и дисциплинирани во намерите. Дефинитивно. Ние сме секако клуб е добро што сме учеле од некои претходни генерации, сме слушале и тоа ни е било доста битно. Нормално, ќе се движиме нагоре и сме правили глупости, нели, ќе речат не помини таму, ние сме помнели. Ти намерно, нели? И добро беше што научивме. И сега кога ќе баш со белите некои помлади генерации, ние ќе им кажеме ваму таму, отидат, остај ги, пак ќе научат, ама пак со искуство и грешки. Пак со одредена доза, затоа што на клубот стварно му се случувале многу проблеми, многу, 100 години се случувало. И сме учеле од тоа и секогаш дуваме во ладно млеко. Дали кога ги гледате фотографиите, архивските снимки од планинарите од 30-тите, 40-тите години од минатиот век, чувствувате дека можеби тие луѓе имале поинаков однос кон природата од денешниот свет? Односот бил они истражувале, не можам да се вратам у тоа време како секогаш замислувам ти доаѓаш и не знаеш ништо, прв пат идеш таму. Нели денеска ти е обезбедено некако се од маркација до себе. Они прв пат доаѓале истражувале, значи прв пат не знам, сега јас кога и сега се качиш до одредено место и ти се отвора поглед на овче. И они се тоа прв пат го доживувале. И ако ја свест имале, тоа е страшно. Тоа е сега читам документи и записници од 55-та. Мене ми се случило кога да читам од записник од составот на клубов, кога да читам записник дека нешто ќе се случи у иднина. Тоа због го зборим. Па кажа Белич, имало 5 прифатни куќи на Шарпанина 55-та. 55 имал 5 прифатни куќи, значи ти си можел од Љуботен до Титор да дојдеш без да носиш шатор, да спиеш од тие прифатни куќи, хат to хат. Нешто што е изгреан, нахранет. Значи замислете, 5 прифатни куќи и ти си правиш секвенци. Денеска ќе одам од пример домот Љуботен до Пирибек и под Пирибек прифатната куќа, ќе се спијам таму, ќе се одморам, утрената продолжуваш, стигнуваш до Тито врв. Избориме за едно време каде што било и далеку понебезбедно. Немало ни технологија, немало да се јавиш некому дека се случува нешто во моментот. А сега ги имаш сите ресурси на дофат, што се вели Адланка, и се однесуваме толку неодговорни. Јас сум фасциниран и од нивната облека. На фотографиите, да ги видите, тие се значи преубаво облечени. Да, многу господа се така. Баш како господа, нели, денеска имаме секаква можност за купување на обувки, на не знам што. Арсеналот избор, колкав сакаш. Само некако желбата е малку не знам, не се мотивирани како тие луѓе што кажа и Јован Сан, тие биле значи истражувачи, они биле фасцинирани од секој ден да најдат нешто ново. Сега ние само треба денеска да уживаме на тоа што они го истражили. Они веќе го направиле и создале. Да, никаде сме пред крајот, ама неминовно е прашањето кога веќе зборуваме за тоа што се поседуваме и колку треба да бидеме на горди на тоа што го имаме, но и да го чуваме тоа што го имаме. Има ли мини депони во тој район натаму? Како се однесуваат? Знаеме дека планинарите, оние кои што вистински сакаат планината, нема да го остават ѓубрето таму. И ќе го соберат дури она што ќе го најдат по пат, но Иве, се среќавате ли со такви неубави гледки кои што исто така се неубави, особено па и за туристите да не доживеат? Има уште, тоа се во околините на селата, не поради локалците, тоа е поради неорганизираноста на општините, што се случувало низ годините. За среќа имаме национален парк, конечно, нели, 5 години веќе. Националниот парк со тие ресурси кои што ги има мали, функционира. Ние како здружение сме едно кое што како клуб
им помагаме во одредени Се иницијатори. Да. Националниот парк функционира, работи, мали се ресурсите, нов е паркот, млад е паркот, но оди во правилна насока. Ние се заложуваме секогаш да помогнеме на паркот што треба. Ние бевме едни од иницијаторите да се прогласи Шара за национал. Не сега, не оваа година, него уште пред 100 години. Клубот секогаш бил. Така е, да. И мислам дека со националниот парк имаме се чистат тие депонии полека. И мора да биде така. Не само, и можеби повеќе во последно време и самата свест на луѓето е мислам дека променета. Полека почнуваат да гледаат позитивно кон тие работи, да не се загадува. Се гледа дека има разлика од претходни години. И тоа нека биде примерот кој што треба сите ние да го следиме. Да, јас никој пат нема да заборавам со самата крај кога една моја пријателка вели кога донесов за прв пат туристи од Словенија во Скопје, не им било поимливо како некоја господја добро дотерана, да речеме стокмена што се вели кажано, на сред плоштад го фрлила нели хартиеното парче од сладоледот на сред плоштад, и тоа веројатно се случи катадневно нели во опкружувањето, меѓутоа што вели Владимир, веројатно нели тоа ти е алармот се повеќе и повеќе дека не треба да се случува таква неодговорност. Меѓутоа потсетувам уште еднаш само за крај. Иако капацитетот на домот е 40 на bungalowите плюс, сите оние кои што плюс ќе се пријават, кои што се вистински авантуристи, може да понесат со себе и шатор, така? Така. Бреки за спиење, тоа ќе препорачаме. Логор, ќе имаме некој? Ајде, да го наречам. Ние за втори, Владимир може да каже за август. Значи, за 2 август ние редовно правиме искачување на Љуботен. За шаторот се извинувам. Ние за 2 август организираме традиционално, како што е нели Титоврв, тоа се вика и Линденски след, и се организира во местноста Лешница. Лешница е еден преубав дел, нели, македонската Швајцарија. Таму веќе многу години се организира тој Линденски след, каде што имаме камп со шатори, бидејќи таму нема други сместувачки капацитети, сместувањето е само во шатори, навистина е еден преубав, нели, преубаво чувство. Неколку дена, во зависност од тоа како се паѓа 2 август, спојуваме, не знам, 3, 4, 5 дена и за целото време сме тамо и организираме најразлични искачувања во околните врвови. Секако посета на тие лешнички, нели, кривошиски водопади, кривошиски кади, тие се викаат кај што се едни интересни водопади во самата Карпа, нели, во самата потечението на реката, и е навистина еден преубав момент. Тоа клубот го прави можеби 70 од 55. Да. Епа ништо, на крајот од нашата сезона, некаде во јули ќе се видиме повторно, да ги споделиме овие детали, бидејќи толку ни е времето за денес. Ги каниме сите оние кои што сакаат да се приклучат на ова 44-то традиционално искачување. Нека биде повик за сите вас. Токму така. Нека биде повик. Продолжуваме ние понатаму, следната приказна. Само кратко. Ајде. Да. Нели, Не знам дали ги заслужуваме. Планинарите си имаат, нели, значката. Низ годините била значка планинарска, има. Ние за по повод 100 години направивме на значка. Значи, има значка. Еве ќе ни ја прикажеш тука. Еве. Стои само така, ти зборувај си и раскажувај. Ова е планинарската значка, нели, за по повод 100 години. Тоа е нешто што низ традиции, низ планинарската традиција го има, така да еве има по една за вас и маичка која што е конкретно за ова традиционално искачување. 44-то. Ти благодарам. Ти благодарам. Еве маичката која што гордо ќе ја носиме, можеби не на ова 44-то искачување на Тито врв, ама на некоја друга тура планинарска. Сега сме дел од вековната историја со ова. Да. Супер. Фала ви уште еднаш што сте наши пријатели низ годините, а ние ваши поддржувачи.